Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежда и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравието и схраната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Ја започнуваме нашата утринска програма Разбуди се, емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. На почетокот ова емисија започнуваме со мудра мисла или мисла на денот. Таа гласи: не плашете се, бидете будни. Господ не храбри сите нас да не се плашиме, бидејќи нашите животи се цврсто во Божјата љубов и промисла, но мора да бидеме секако будни во секое време, будни, внимателни, да му служиме на Бога и на нашите браќа и сестри. Во Евангелијата ги има 4 во Новиот Завет. Исус им вели на неговите ученици да го отфрлат од нив секој страв и ги повикува на будност. Има два основни поттика што ги опатува Исус. Првиот е, тој вели: не бој се, мало стадо. Во Лука 3:12-32 го пишува тоа. А вториот е: бидете будни. Стихот 35. Не плашете се или бидете будни. Тоа се два клучни збора за надминување на стравотиите кои понекогаш не кочат, за надминување на искушенијата на нашиот живот или во нашиот живот, или пак кога сме така наречено заспиени. Да се држиме на овие два повика. Исус вели: не бој се. Исус прво ги охрабрува учениците да не се плашат, да не се бојат. Исус што току ја завршил беседата за грижата на Отецот, полна се љубов и внимание, кој се грижи, таму вели за полските кринови и небесните птици, што значи дека многу повеќе Бог се грижи за своите деца. Затоа не смеме да се грижиме и да се вознемируваме. Нашата историја е цврсто во рацете Божји. Овој повик на Исус не охрабрува да не се плашиме. Понекогаш имено се чувствуваме можеби заробени во чувството на недоверба и вознемиреност. Тоа е поради стравот дека нема да успееме, дека нема да бидеме препознаени или сакани, дека нема да можеме да си ги оствариме нашите планови, дека никогаш нема да бидеме срекни и така натаму. И тогаш се бориме со сите сили да најдеме решение, да најдеме простор каде што ќе се издвојуваме од другите, ќе собираме добра и богатства, ќе стекнеме сигурност и како ќе завршиме. На крајот живееме во постојана вознемиреност и грижа. Меѓутоа Исус не уверува и вели: не плашете се. Иако живееме во еден свет обкружен со страв, се случуваат двојни катаклизми, земјотреси, разни епидемии, разни болести, и секако тоа придонесува да се појави страв кај сите нас. И затоа Исус вели: имајте доверба во Отецот, кој сака да ви даде се што навистина ви треба. Тој веќе ни го дал својот Спасител, односно својот Син Исус Христос. Исус ни го дава и Царството Небесно. Не плашете се, тоа е сигурноста на која е приврзано срцето. Не плашете се, срцето е приврзано за ова сигурност и затоа Исус вели: не бојте се. Но сознанието дека Господ со љубов бдее над нас и ни дава за право да спиеме, да се препуштиме не ни дозволува Бог да се препуштиме на мрзливоста или да едноставно не бидеме будни. Напротив, мора да бидеме подготвени и како што вели Исус: бидете будни. Да се сака всушност значи да се биде внимателен кон другиот, да се биде свесен за неговите потреби, да се биде достоен, односно достапен за слушање и прифаќање, да се биде подготвен. Другиот збор што овде го наоѓаме во овие текстови во Лука е: бидете будни или биди буден.
To je вториот повик за денеска. Тоа е христијанската мудрост. Исус го повторува овој повик неколку пати. А денес тоа го прави преку 3 кратки параболи. Ги наоѓаме тие параболи исто така во Евангелието според Лука. Но сепак таму епицентарот во која првата ненадејно се враќа од свадбата, а втората не сака да биде изненаден од крадци, а во третата се враќа по долго патување. Тоа се тие 3 истории кои Исус ги раскажува. Пораката во сите нив е следна. Треба да бидеме будни, зашто таму во приказата вели Господарот заминал и никој слугите не знаеле кога тој ќе се врати. Или пак знаеме за свадбата што се случило, или крадците, тие доаѓаат ненајавено. И затоа не мора да бидеме постојано внимателни и будни. Затоа Исус во тие 3 приказни става акценат на нашата будност. Пораката во сите овие е следнава: да бидеме будни, да не заспиваме, односно да не се расејуваме, да не се препуштаме на внатрешната мрзливост, бидејќи и во ситуации кога тоа не го очекуваме, Господ доаѓа, да внимаваме на Господ, да не заспиеме, треба да бидеме будни. На крајот од нашиот живот, тој ќе бара од нас сметка за добрата што ни ги дал, што ни ги доверил, зашто да се буде значи да се биде одговорен, односно верно да се чува и управа со овие добра. Добивме толку многу. Добивме од Бога живот, вера, семејство, односи, работа, но и местата каде што живееме, например нашето село, нашиот град, создадениот свет и така натаму. Значи од Бога, почитувани пријатели, добиваме многу. Да се обидеме, да се запрашаме дали се грижиме за богатството што ни го оставил Господ. Дали ја чуваме неговата убавина или ги користиме работите само за себе, за нашата моментална удобност. Треба малку, секако повеќе да размислиме за тоа. И затоа, почитувани гледачи, на крајот од ова утринска мисла е да се чекориме и во овој ден, денешен ден, со вера, без страв, сигурни дека Господ е секогаш со нас, да бидеме будни за да не заспиеме додека Господ минува, односно поминува. Свети Августин еве што кажал: се плашам дека Господ ќе помине, а јас нема да забележам, да не заспијам и да не го забележам Господ како поминува. Бидете будни. Во тоа нека ни помогне навистина и самиот Господ, да ја прифатиме неговата вест и за овој ден неговите пораки, совети да ги примениме во нашиот живот. Значи, почитувани гледачи, не плашете се, бидете будни, разбудете се и во овој ден што Господ ни го подарува. Одеме сега да ве поздравиме со една убава христијанска песна. Što tebe znaj, sakada te spasi Bog, Toj te vika svega čuj, sakaš li me grešniče. Toj te vika svega čuj, sakaš li me grešniče. Skitniku izguben greh, ja ste varat temina, nakot ja ste ogreja, i ti dado svetlina. Nakot ja ste ogreja, i ti dado svetlina.
Isuse, no besilen sumisla, ljubav tvoja, Hriste, ti moje srce razgori. Ljubav tvoja, Hriste, ti moje srce razgori. Posle ova pesna, počitувани гледачи, одиме понатаму со нашата програма, да ги проследиме денеска и сервисните информации. Денеска е 25. октомври, среда 2023 година или 298 ден во ова тековна година. Што се однесува до денешната временска прогноза, таа гласи дека ќе имаме променливо, облачно и топло време со умерен ветер од јужен правец, кој краткотрајно ќе засилува. Предпладне ќе има појава на повремен дожд во западниот дел од земјата, а од попладневните часови повремени врнежи ќе се прошируваат и кон истокот. Врнежите повремено ќе бидат поројни и проследени со ретки грмежи, а ќе завршуваат некаде длабоко во ноќта. Во Скопје променливо облачно, од попладневните часови со повремен дожд и услови за појава на грмежи, ќе дува слаб до умерен променлив ветер. Температурите се високи, значи денеска беа, односно ќе бидат и утре, така да во крајно западните делови ќе биде променливо облачно, како што рековме, повремено со дожд, но температурите ќе бидат високи од 8 до 19. Во Скопскиот регион од 14 до 23, Команово исто така ќе има до 23, потоа Беровскиот регион 8 до 22, во Кавадаречкиот регион, во Теквишијата ќе има високи температури од 15 до 25, најтопло секако во Гевгелија до 27 и во Пелагонискиот регион ќе имаме температура од 12 до 26 и во Охридскиот од 11 до 21 степен. Значи, крајот е веќе на октомври, но температурите се релативно високи и топло е времето. Ќе проследиме да видиме што ќе се случува во наредните 3 денови, значи некаде до 28 до сабота ќе биде променливо, но повторно високи температури. Дневните ќе се движат од 7 до 16, односно од 5 до 13, но дневните, тоа се утринските, а дневните од 19 до 26, така ќе биде скроз до крајот на овој месец, значи до 28 октомври. На пример за сабота, наредната променливо облачно, сумерен до краткотрајно засилен ветер од југозападен правец, во западните и северните делови ќе има услови за повремен дожд. Така ќе биде и во петок, во четврток, така да почитувани пријатели, драги гледачи, ќе имаме се уште релативно, според она долгорочна прогноза, и почетокот на ноември ќе биде релативно топол месец, но ќе видиме и ќе ги пратиме извештаите од временската прогноза во наредните денови. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по претежно суви коловози, но сепак очекувајте, значи, во попладневните часови и навечер дека ќе има и дожд, така да бидете внимателни во управување со моторните возила. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржување за влез и за излез од државата. Така да во Кавадарци утрово е мина плюс 12 степени, но температурата, како што рековме, ќе се искачува до високи 25 степени. Како е да ги искористиме овие топли денови во прошетка и во активности кои ги имаме, може би ќе ги имаме на отворено приготвување на почвата, ако имате бавчи, ако имате, значи, нешто да посеете, така да сега е време да се посее, бидејќи еве почнуваат и дождови, таман тоа и да рати и да никне. Тоа беа сервисите информации, почитувани гледачи, сега одиме повторно со песна, односно пред песната да ја слушнеме, би сакал само да ја прочитаме и денешнава утринска порака, која ја наоѓаме во Евангелието според Јована, 8 глава, 2 стих. А рано наутро пак дојде во храмот и сиот народ доаѓаше при него. Тој седна и ги
poučuvaše. Znači, današnja utrinska poraka zborува za učitelj od prekrasniот učitelj, a to je Isus Hristos. Еве да го послушаме сега и самиот коментар на текстот кој го читавме во Евангелието според Јована, 8 глава, 2 стих. Еврејските свештеници водечи го мразели Исуса, но народот масовно се собирал да ги слуша неговите мудри зборови и да ги гледа неговите силни дела. Потикнат од длабокото интересирање и желбата да го слушне учењето на необичниот учител, народот со возбуда одел по Исуса и постојано го следеле. Многи од водачите верувале во него, но не се осудувале тој јавно да го признаат, за да не бидат истерани од синагогите. Свештениците и старешините одлучиле дека мора нешто да превземат, за да му го одвратат вниманието на народот од Исуса. Се плашеле дека сиот народ ќе поверува во него и дека со тоа нивната сигурност како на водачи ќе биде загрозена. Тие морале или да ја загубат својата позиција или да го убијат Исуса. Меѓутоа, дури и ако го убијат него, се уште би останале оние кои што представуваат живи споменици на неговата моќ. Исус го разбудил од смрт Лазара од Витанија, па сега дури и ако го убијат Исуса, се плашеле дека Лазар би сведочел за неговата божествена сила. Народот од сите страни во голем број слегол да го види оној што бил подигнат од гробот. Зато водачите донели одлука да го убијат и Лазара и така да му стават крај на таквото возбудување. Гледате, водачите, свештениците одлучиле да го убијат не само Исуса, туку и сведокот на тоа големо чудно дело на воскресение, самиот Лазар. Се сложиле дека Исус треба да го фатат кога би бил насамо, затоа што кога би се обиделе да дигнат рака на него додека е среде народот, кога вниманието на сите насочено кон него, народот би ги каменувале. Јуда знаел колкава е нивната желба да го фатат Исуса, па им понудил на свештениците и водачите да им го предаде за неколку сребреници. Неговата љубов кон парите го навела да го предаде својот господар во раците на неговите најогорчени непријатели. Преку Јуда директно делувал сатаната дури и во текот на највпечатливата гледка на последната вечера. Предавникот ковал план како да го издаде својот учител. Исус со глас исполнет со болка им кажал на учениците дека таа вечер сите ќе бидат соблазнати заради него. Во својата огнена ревност Петар потврдил дека дури кога сите би се соблазнеле, тој никогаш нема да го стори тоа. Исус му рекол на Петар: ете, сатаната посака да те просе како пшеница, но јас се молев за тебе, за да не се намали твојата вера, а ти кога еднаш ќе се обратиш, зацврсти ги своите браќа. Интересно, почитувани гледачи, што се Исус поминувал, низ какви пречки додека бил на оваа земја. И тоа му го постувале оние свештениците кои требале да проповедат за него, да зборуваат за неговото доаѓање. Меѓутоа знаеме дека денеска евреите се уште го очекуваат Исусовото прво доаѓање, а Исус веќе ќе дојде наскоро по втор пат. Но што е трагично овде, сакале да го убијат, зашто Исус ја зборил вистината, Исус го откривал карактерот на Отецот, но овде гледаме дека сакале да го убијат и Лазара и така да му стават крај на таквото возбудување, зашто луѓето биле многу возбудени, биле привлечени од веста дека Исус воскреснува луѓе дури и мртви. Како е да е, нека и во овој ден, денешен, не води ова мисла дека Исус е прекрасен учител, дека тој на сите нас и денес ни стои на располагање и сака да биде со нас, односно ние да бидеме со него. Одеме сега повторно со песна. Bože moj, uči me da se molam, da go živeam zakonot tvoj. Mesto gordost ti daj mi pobožnost, moj to srce da bide tvoj dom.
mojto srce da bide tvoj dom. Duhot tvoj sveti neka je tuka, so mene se kogažda je tvoj to ime da večno go slavam i cel život za tebe da pejam, život cel za tebe da pejam. Da bližnji od svoj jaz go sakam i da proštevam so ljubov jaz. Site neka se čudat i vidat, deka život svoj davam za tebe, život svoj davam jaz za tebe. Site neka se čudat i vidat, neka život svoj davam za tebe, život svoj davam jaz za tebe. После ова песна, почитувани гледачи, ние ја продолжуваме нашата емисија. Вие следите утринската програма на Радио Глас на надежта. Емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо следите нашата утринска програма. Следува рубриката Вести од Македонија или од светот. Денес имаме повторно вести од светот, од Камерун. Имам интересно искуство, би сакал да ви го пренесам и верувам дека ќе биде охрабрително за сите нас. Значи, денешните вести ни се од Камерун, ги раскажува господинот Козма. Долгото чекање на старецот. Ова сторија зборува за еден постар човек од западноафриканската земја Камерун. Мобаси работел за тутунска компанија во главниот град Јаунде. Правел цигари. Во тој град во 1953 година запознал еден швајцарски мисионер кој му понудил да започнат со библиски проучувања. Се заинтересирал за она што го читал и многу набрзо почнал да го празнува седмиот ден саботата. Во него растела желбата да му го предаде својот живот и своето срце на Исуса и секако да се крсти. Меѓутоа, неговата молба за крштевање била одбиена. Причината била тоа што работел во тутунска компанија. Исто така понекогаш работел и во сабота. Мабаси бил многу разочаран, но продолжил да оди во црква во сабота секогаш кога можел. Но секогаш кога одел во црква имал проблем на работа. Тој на крајот добил отказ од својата работа поради саботата. Мабаси потоа се вратил во родниот град. Не бил крстен, но продолжил да ја празнува саботата и тоа го правил 52 години. Мабаси остарел, косата му станала сива, неговиот вид ослабнел, но неговата љубов кон Исуса станувала се посилна секој ден. Тој копнел да биде крстен. Еден ден, еден адвентистички проповедник дошол во неговиот град за да организира серија евангелски предавања. Кога жителите на градот слушнале дека тој го празнува седмиот ден, му рекле дека еден постар човек исто така ја празнува саботата во нивниот град. Постариот човек имал внук кој е свештеник, кажало едно лице, но тој не присуствува на неделните богослуженија. Има друга црква
na jedna ulica od njegovata kuća dodede drugo lice, no toj ne odi na službata tamo ni to nedela. Znači, na ovaj čovjek, njegov vnuk bil sveštenik koji pripagel vo druga crkva koja je praznovali nedelata. Adventistički od propovednik doznal deka meštanite so godini mu se podsmevale na starec od velike deka to je adventist, no po ime samo zato što nikogaš ne bil krsten. Propovednik odvednaš se upatil kon kukita na starecot. Ma basi bil vo loša zdravstvena sostojba. Ležel vo kreveto, to je rekao deka se molil poslednite 2 dena. Gospodi, kako da umram bez da bidam krsten? Je praznom sabotat od 1953. godina, no sve ošte ne sum krsten. Ako navistina sum tvoje dete, pomogni mi da se krstam preda umram. Propovednikot i starecot se pomolili zajedno. Poto propovednikot je proučil Biblijata s ovoj star čovek vo slednite 2 nedeli. Propovednikot čije ime je Kozma rabotel vo adventističkata bolnica koja se naogela na 70 km vo Jaunde. Sekoj den moral da pomine težak pat za da dojdi da je proučio Biblijata su stario čovek. Konečno, Mabasi se krstel, imal 84 godini. To je bil slab, pa morale da ga odnesa dvorekata, no toj celo vreme se smeškal. So nasmevka na lice to bil nurna dvovodata i izlegol so ušte pogolema nasmevka. Bog odgovoril na njegovite molitvi da se krsti. Misionerot Eme Kosendan bil pionir na crkovното delovo Kamerun i za vremena njegovata poveke od 50 godišnja rabota v ova zemlja i niz cela Afrika osnoval stotici osnovni učilišta. Interesno iskustvo, počtovani gledači, novoj čovek koji toliko godini čekal da bide krsten, no je to imalo pričine sekako, no sepak njegovata molitva bila uslišena. I to je od laboka starost storil zavet sa Gospoda. Povik dosite nas koji se ušte ne sme se krstile, koji se ušte ne sme napravile zavet sa Gospoda popat na vodeno krštevanje, da go storime to, da ne čekame, zašto niko od nas ne znaje koga ke završi život. Važno je da go svoj život predadime popat na biblijsko krštevanje, suzaronuvanje vo voda. Može bi ste bili krsteni kako deca, može bi toga napravili vašte roditelji od neznanje, no to ne vredi ništa vočite na Gospodovi. To ne vredi ni to za vas i zato ne čekajte, storite go, to i čekor na krštevanje, što pobrego pobarajte, sveštenik, propovednik koji ke ve pouči, koji ke upati, kon osnovnite vistini na sveto pismo i svesno, razumno da storite zavet sa Gospoda. Ovoj čovek, na vistina, bil radosten. Dolgo to čekanje na starecot imalo pričini, no sepak Gospod go sočuval od laboka starost da go napravi toj sudbonosni čekor da stori zavet so Gospoda. Ive, to beše to iskustvo koje deneska ni dojde od Kamerun, a ni go raskaža Kozma, čovjekot, propovednikot koji učestvoval u sami očin na krštevanje. Odime sega povtorno so pesna. Isus me ljubi.
Продолжуваме со нашата програма, почно гледачи. Ја следите утринската програма на Радио Гласна надежда, емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите во живо нашата денешна емисија. Следува рубриката Порака од Библијата. Сакам да споделам една кратка порака што верам ќе биде поучлива и охрабрителна за сите нас. Темата се вика или носи наслов Бродот на црквата. Кога Исус со своите ученици преминувал преку Галилејското езеро, неговиот кораб го зафатила силна бура. Знаете, тоа се случува често на езерата. Исус со своите 12 апостоли имале чамец, овде е назначен како кораб, и поминувале на другата страна од езерото. Учениците се уплашиле за својот живот, иако биле искусни рибари, сепак се уплашиле. Тука бил Петар и Јаков, Јован и Матеј, Вартоломеј и другите ученици. Матеј го опишува овој настан со следниве зборови во 8 глава во 24 стих. И ете, голема бура го зафати морето, така што брановите го покрива коработ, а тој спиеше. А тој спиеше, се мисли на Исуса Христа, кој спиел доле во палубата. Тој бил секако нивниот учител Исус Христос. Учениците уште не можеле во него да го согледаат Бога во тело. Исус ги избрал и ги повел со себе како своја црква, но нивната вера во него требало уште да расте. И затоа овој пример се вика, или ова проучување, Бродот на црквата. Исус ја понел целата црква, би рекли 12 апостоли. Во мигот кога коработ почнал да тоне, Матеј вели, го разбудија и рекоа: Господи, спаси не, загинуваме. Тие тогаш уште не знаеле дека во нивниот кораб се наоѓа заштита од ветар и за солниште за лошо време, како што вели пророк Исаија во 32 глава, 2 стих. Тоа биле имења што Исаија однапред му ги дал на Спасителот на светот. Неговиот брод бил непотоплив, но учениците тоа уште не го знаеле. Додека бурата се насочувала со сета сила кон коработ, додека ветрот фучел и морето вриело, Исус мирно спиел на низината палуба. Тогаш се разбудил и благо им рекол на исплашените ученици околу себе: Зошто сте толку плашливи, маловерни? Потоа стана, им заповеда на ветровите и на морето и настана длабока тишина. Матеј го пишува тоа во 26 стих. Бурата го кршела коработ, но таа се кршела од него. Бурата се обидувала да го потопи коработ, но самата бура била потопена. Се што успеала бурата да стори било да им го обарне вниманието на учениците кон Исуса. Никогаш до тој миг не гледале во него единствена надеж како тогаш, но дури и во тој час и да го заборавиле, тој не би ги заборавил. Во ненадената тишина што настанала црквата во коработ можела да ја слушне музиката на пророштвото на пророк Исаија. Ете, посрамени и понижени ќе останат сите што се наежени против тебе, ќе бидат како ништо, ќе ги бараш и нема да ги најдеш нив, како непријателствуваат против тебе, они кои се борат против тебе ќе бидат како ништо, наполно ништо, пишува пророк Исаија во 41 глава, во 11 и 12 стих. Попусто морето удирало во бродот на Христовата црква во повој. Таа црква била тек во основање. Сиромаси и неимутни бараат вода и нема. Јазикот им се исушува од жед. Јас, Господ, ќе ги чујам, јас, Бог, Израилев, нема да ги оставам, пишува пророк Исаија во 41 глава во 70 стих. Господ со својата црква на Новиот Завет во бродот на Галилејското езеро бил оној истиот голем Бог, Израилев, кој бил со својот народ во пустината од Египет до Хананската земја. Христовата црква ни тогаш не била голема, ни богата, ни позната. Иако таа го опфаќа Божето семејство на небото и на земјата, тогаш тие без уште малку и беа придојдени во неа, па преминуваа од народ во народ, од едно царство во друг народ, никому не му дозволуваше он да ги навредува, царевите за нив ги караше. Не гибајте ги моите помазани,
na mojite proroci, ne pravite im zlo. To го пише псалмиста Давид во 105. псалом. Преку овие текстови Бог сака да ни каже колко е важна, колко е битна неговата црква на ова земја. И тој нема да дозволи неговата црква да пропадне. На морето Исус на својата цркви бил заштита од ветар и прибежиште од невреме. А во пустината како водни извори, во степи како сенки во жедна пустина. Морнарите на морето и патниците на копно, сплаварите на реките и номадите во пустините, во Христовата црква, во сите времиња, во историјата, можеле да се видат, да се види бродот на спасението и дека Бог е засолниште од секој ветар и од секој проблем. Давид еве што запишал. Боже, кога ти излегуваше пред твојот народ, кога одеше во пустињата, земјата се тресеше и небото се топеше пред лицето Божие и Синај од лицето на Бога Израилев. Изобилен дожд излити Боже врз твоето наследство и кога тоа изнемоштуваше од труд, ти го подкрепуваше. Стадата твои живеат во неа, во својата добрина Боже ти си ја спремил за сиромасите. Псалом 68 глава. Исус во својата црква истовремено и бил непоколеблива карпа и непотоплив брод. Мојсей стоел по таа силна карпа и ги напојувал жедните и лјадници евреи на својот народ. Укажувајќи на Исуса како карпа на спасението на црквата во пустината, Мојсей извикал: тој тврдина, совршени се делата негови, а патиштата негови праведни. 5 Мојсеева 32 глава 4 стих. За апостол Павле не било проблем во Христа да ја препознае карпата на христијанската црква. Тој првата црква е нарекол христијанска со овие зборови: сите пие исто духовно пиење, оти пие од духовниот камен што идеше по нив, а каменот беше Христос. 1 Коринќаните 10 глава 4 стих. Павле од Новиот Завет можел да каже како Давид од Стариот: Господе моја тврдина, моја крепост и мој спасител. Постојаноста и единството на Христовата црква се гледаат во низиниот темел, како што вели Павле во Коринќаните 1. Никој не може да постави друг темел освен оној што веќе е поставен, а тоа е Исус Христос. На таа карпа ќе изградам својата црква, им рекол Исус на своите ученици во разговор со Петар, и вратите на пеколот нема да ја совладаат. Матеј 16:18. Карпата на црквата не бил Петар, туку Христос. Петар бил обичен песочен камен, а не гранитна карпа. Тој се откажал од Исуса под заклетва. Тогаш тој почна да се колне и се заколна. Не го познавам човекот, и веднаш запеа петелот. Матеј 26:74. Петелот го огласил предавството на Петар. Се сетил Петар на Исусовите зборови што му ги рече уште: Петел, пред да пропее 3 пати ќе се одречеш од мене. Па излезе надвор и горко плачеше. Петар го сакал Исуса, но сепак бил само човек. Неговата самоувереност го довела до предавство. Меѓу Петар и Јуда во мигот на предавството не постоела разлика, но Петар се покајал поради самиот грев, а Јуда поради последиците на гревот. Од тој миг разликата помеѓу двајцата Христови предавници станувала се поголема. Додека Петар завршил како самоубиец, додека Јуда завршил како самоубиец, Петар, знаеме, станал апостол, се покајал и Бог му простил. Тој не чекал карпата да падне врз него, туку тој паднал врз карпата, росејќи ја со солзи на каење и со плачење на признавање. Стоејќи на карпата на црквата, тој рекол за Христа пред Синедрионот: тој е оној камен што од вас зидарите беше отврлен, тој е оној камен кој стана темелник и во никој друг нема спасение. Дела 4:11 и 12. Пеколната или грбната врата многу пати се отворила и се затворила над Христовата црква, но не ја напуштила. Кога црквата не би била потребна, Христос никогаш не би ја основал. Кога темелот на црквата не би бил важен, Исус никогаш не би рекол: секој што ги слуша и исполнува овие мои зборови ќе биде како мудар човек кој се изградил куќа на камен. Куќата изградена на камен е Христовата црква. И затоа, драги пријатели, драги гледачи,
Во Христовата црква очите на оние што гледат нема да бидат закривени, ушите на оние што слушаат ќе внимаваат и срцето на лесномислените ќе умее да расудува. Јазикот на тепкачите ќе зборува брзо и јасно. Верниците на Христовата црква се живо камење на живата карпа и вие сами, како живи камења, изградувајте од себе духовен дом преку Исуса Христа. Тоа е апостолскиот повик упатен денеска и до нашето срце. Да бидеме тоа живо камење кој ќе изградуваме Христовата видлива црква на оваа земја. Нека Господ ни помогне да останеме за секогаш во таа видлива Христова црква, никогаш да не ја напуштиме. Одиме сега повторно со песна. Бога би знаел ти, земја бежали Бог, каде се прекрасно, кај што нема болести, раздел би кај нема, вечно сите живеат, таму в та земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни, таму вечно живеат бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Знаел ти, земја за која копнеја, таму нема плачење, таму има вечен мир, кај со милите свој, ке бидеме заедно, таму в та земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни, таму вечно живеат бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Ке појдам јас во тој дом на радоста. Кршење на оковите на зависноста. Навики. Сите ги имаме. Американскиот писател Елберт Хабард рекол: навиката е одличен разменувач на енергија. Бил во апсолутно во право. Навиките се наши пријатели кога се добри. Навиките се рутини кои ни помага да ги повториме безбедно и ефективно однесување и да изградиме доследност и сигурност во нашиот живот. Но лошите навики може да станат зависности. Во минатото се користел терминот зависност само во однос на проблеми со супстанции како што се дрога, алкохол или никотин. Но зависностите може да опфатат многу однесувања и активности, вклучувајќи коцкање, купување, прекомерна работа, секс, злоупотреба на интернет или пак храна. Мозокот надвор контрола, карактеристика на зависноста е навистина, почитувани гледачи, продолжување на самоништувачкото однесување без оглед на сериозноста на последиците.
кога ќе се појави зависност, што се случува во мозокот? Сигурно е дека автомобилите на задоволство во мозокот станува киднапиран од субстанција или пак однесување што предизвикува зависност, што произведува интензивна желба. Запретканите корени на зависноста може да бидат опасни. Зависностите имат многу можни корени, вклучувајќи емоционални, духовни, физички, поврзани со животната средина и генетиката. Зависностите се силни, но достапните алатки за нивно надминување се војната е уште посилна. Во секоја војна важно е да се разбере силата на непријателот, да се развие стратегија за посокуваната победа. Бог го создал човечкиот мозок, дури и кај возрастните, со голем капацитет да се преобликува според она што го учи, па дури и да расте нови врски или неврони. Психијатрот Џон Рати објаснува, искуствата, мислите, постапките и емоциите буквално ја менуваат структурата на нашето битие, на нашиот мозок. Гледајќи го мозокот како мускул кој може да биде ослабен или зајакнат, можеме да ја вежбаме нашата способност да одлучиме кои ќе станеме. Навистина, откако ќе разбереме како што се развива мозокот, можеме да го тренираме нашиот мозок за подобро здравје, виталност и долговечност. Силно, моќно и заштитно оружје ви стои на располагање за правење и чување трајни промени во текот на времето. Тоа вклучува создавање на средина, внатрешна и надворешна. Обратете внимание на вашите мисли, надминувањето на негативноста и негувањето благодарност го отвара патот до успехот. Ти ќе бидеш каков и да одберете вашиот мозок да биде. Затоа како што тој ве цени во својата душа, така и вие неговата храна. Џон Рати тоа го кажува вака. Ние буквално можеме да го промениме нашиот мозок со менување на надворешното обкружување или пак внатрешната средина на нашето тело. Можеме подобро да ги искористиме нашите силни страни и да ги поправиме нашите слабости. Необходните услови за промена е промена на ставот. Погрижете се, почитувани, вашата околина да ви помогне, а не да ве повреди. Например, заменете го вашиот сад со сладки или пепелник со сад со свежо овоше. Чувајте ги вашите патики покрај вратата или во вашата торба за вежбање во автомобилот, спремни за тргнување. Создавање на начин на животот. Позитивните одлуки за животниот стил ги штитат умот и телото, што го олеснува справувањето со стресот и уживањето во новите работи што ги правиме во животот. Вежбајте намерно. Секојдневното вежбање го подобрува учењето, ја зголемува енергијата и ја намалува анксиозноста. Јадењето доволно свежо овоше, интегрални житарки, мешунки и јаткасти плодови гради ментално јака сила и го намалува стресот. Редовниот одмор и многу вода го освежуваат и подготвуваат телото и вашиот ум за нови предизвици. Создавајте врски. Поврзете се со пријателите кои ќе ве охрабрат во вашите нови одлуки. Тие ќе обезбедат поддршка и очетност што достојно го зголемува вашиот успех. Поврзете се со ресурсите на црквата и заедницата кои ќе ве зајакнат во вашиот нов начин на живот. Воспоставете или зајакнете ја вашата врска со Бога. Тоа ќе ви даде сила да донесувате позитивни одлуки и држете се до нив со текот на времето. Бог ќе ви помогне да откриете вистинска вредност и цел во вашиот живот. Сите сме ја слушнале изреката дека вежбањето доведува до совршенство. Намерното повторување создава добри навики. Колку повеќе пати се повторува позитивната мисла или акција, толку повеќе
ке се утврди во мозокот. Луѓето во средна возраст прават драматични промени во кариерата, совладуваат нови вештини и те учат да уживаат во нови активности, хоби, храна и пријатели. Затоа можете и вие тоа да го сторите. Луѓето со зависност чувствуваат дека ја изгубиле моќта рационално да го изберат она што го знаат дека е добро. Но кога повторно ќе се поврзат со таа моќ, може да се случат неверојатни работи, односно промени. Сепак, слично како вежбањето на нов инструмент, може да се појават некои погрешни ноти додека учите нова песна во вашиот живот. Успешните луѓе не се без грешки. Тие едноставно одбиваат да се откажат. Усвојувањето здрави навики на живење и размислување бара одлучност, но знаењето дека мозокот може да се опорави од зависноста и да оди напред дава надеж. Почитувани гледачи, може би сте се обиделе да надминете некоја ваша зависност и постојано сте доживувале пораз. Сепак, тврдината на зависноста може да се урне, користејќи го оружјето што Бог го дал за да се лекува умот, телото и духот. Бидејќи оружјето на нашето војување е моќно од Бога да раскопува градови. Бог знае дека ни треба Негова помош, Негова сила и водство за да успееме напред во секоја област од животот. Токму сега, замолете го Бога да ви помогне во вашите борби. Неговиот совет повикува и неговото ветување е сигурно. Утешителен совет од Бога. Надевај се на Господа со сето своје срце и не се потпирај врз сопствениот разум. Мисли на Него на сите своји патишта и Тој ќе ги исправи твоите патеки. Почитувани, скапоценото ветување од Бога гласи: не бој се, зашто јас сум со тебе. Не обрнувај се исплашено, зашто јас сум твојот Бог. Јас ке те крепам и ке ти помогнам, те потпирам со победничка десница. Blagoslovi go Bog, dušo moja, slavi go Gospoda. Pej mu na tvojo car, dušo moja, go slavi me Gospoda. Sonce to izgreva, nov den se rađa i vreme da te proslavam. Što i da bide, što ovoj den mi nosi, pa ke ti pejam i vo večer ta. Blagoslovi go Bog, dušo moja, slavi go Gospoda. Pej mu na tvojo car, dušo moja, go slavi me Gospoda. Bogat so ljubov, bavena gnev, so srce polno, so blagodat za nas. Za tvoj te dobrini, bez prekinke ti pejam. Hiljada pričini da ne prestana. Blagoslovi go Bog, dušo moja, slavi go Gospoda. Pej mu na tvojo car, dušo
sa odam kaj tebe i togaš dušava bez prekinke ti pe. Hiljada godini vo večnost Почитани гледачи, уште еднаш сакам да ве подсетам дека овој викенд кој е пред нас во Неготино ќе се одржи есенски собор на адвентистите во Република Македонија. Сите вие кои сакате да присуствувате на овој навистина интересен собор, кај што ќе има и интересна тема за проучување, јавите се кај вашите пастори и дојдете во сабота 28 октомври во Домот на културата, во центарот на Неготино, значи Ацо Ѓорчев, така се вика Домот на културата, со почеток во 10 часот. Да видиме сега и самата реклама за соборот. Почитувани пријатели, ви покануваме да присуствувате на есенскиот собор на Христијанската адвентистичка црква, кој ќе се одржи на 28 октомври, сабота 2023 година, во големата сала на Центарот за култура Ацо Ѓорчев во Неготино, со почеток во 10 часот предпладне и 14 часот попладне. Мотото на овогодишниот собор гласи: верувајте им на пророците негови и ќе имате успех. Гостин на соборот ќе биде доктор Радиша Антич од Србија. Ве очекуваме. Денеска би сакал да ве подсетам уште еднаш, почитувани гледачи, на дописната библиска школа. Сите вие кои сакате да ја изучувате Библијата по дописен пат, ви стои на располагање бесплатно онлайн, значи преку интернет, дописна библиска школа, bibliјатазборува.мк. За која секунда ќе видим и самата реклама, но вие кои сте любители на убава книга, читатели на книги, денеска ќе ве подсетам за ова прекрасна книга Археологијата и Библијата. Значи сите кои сакате да ја купите, има уште на залика неколку парчиња, книгата е во боја, значи има многу информации од професорот Драго Обрадовиќ, така да пишете во нашата редакција, ние ќе ви испратиме по пошта. Цената не е така скапа, но е убава, со многу информации и ќе видите се што пронашле археолозите во земја, што се вели како доказ дека Библијата е веродостојна и она што таа го опишува навистина води потекло од самиот Господ Исус Христос. Да видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот,
и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, полека дојдовме и до денешната емисија, почитувани гледачи, до крајот на денешната емисија, последна во овој месец, бидејќи еве месецот веќе полека истекнува. Сакам да ви посакам убав благословен ден, благословена цела седмица до следната среда, кога ви закажувам повторно средба со почеток во 9 часот. Значи, ќе се видиме, ако Бог даде живот и здравје, во првата среда во наредниот месец ноември. А до тогаш останете со здравје. Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежта и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежта. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравјето и схраната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме.